Почитувани, откако пред некој ден син на пратеник од ДУИ, собственик на Пуцко Петрол, како мерка доби домашен притвор за случај во кој што се сомничи за криминал тежок за 167 милиони евра за набавка на канцероген мазот за тецна година, јавноста има право да знае дека стекнувањето, поточно зголемувањето на имотот на собственикот на Пуцко Петрол, се случува благодарение на СДС и ДУИ. Оваа постапка следеше откако врз основа на информации во јавноста, Антикорупцијската комисија отвори постапка, а потоа и покрена иницијатива за кривично гонење. Според јавно достапни информации, компанијата Пуцко Петрол со години наназад набавува различни производи како мазот, нафта, за многу градинки, училишта, болници, како и за различни државни институции. Најголемиот скок на имотот на Пуцко Петрол е во период на владење на Зоран Заев, со влада во која министер за здравство е Венко Филипче. Или тоа е влада на ДУИ со малцински партнер СДС. Токму во тој период, според јавно достапни информации, Пуцко Петрол во 2021 година имала вкупно приходи од 48 милиони и 133 илјади евра, што е за 40% повеќе во однос на 2020 година. Овој процес започнува во 2018 година или по неполна година од заедничко владење на СДС и ДУИ. Па така само за еден месец, поточно декември 2018 година, Пуцко Петрол добива тендери во вредност од околу 3,2 милиони евра, од кои 2,8 милиони евра е оној за Македонски железници транспорт, предпријатие кое што важи за најдолжно и кое едвај заживува. Ако само за еден месец, во период на владењето на Заев и Филипче, Пуцко Петрол добива тендери поголеми за 3 милиони евра, можете да замислите колку добивала за една година. И кога на сето ова, ќе го додадете податокот дека вредноста на компанијата се зголемува 40% повеќе во 2021 од 2020 година, логичен е заклучокот дека компанијата од Пласница добивала работа од најголем дел државни органи со кои што раководеле кадри на ДУИ, а одлично идела и соработката и со институции кои биле под водство на СДС. Поради ваквото владење на Заев заедно со Филипче излегуваат на виделина огромни последици по државниот буџет и парите на граѓаните. Дојде време да се одговара за вакви бизниси на грбот на народот.